Добре дојдовте. Денес пред нас имаме еден навистина интригантен пакет документи кои ја опишуваат визијата и архитектурата зад проектот openhuman.ai. Навистина фасцинантна тема. Апсолутно. Наедноставно кажано, замислете продавница за апликации, ама наместо апликации купувате и користите дигитални луѓе. Еден постојан асистент. Точно. Идејата е да имате еден асистент со иста личност, иста меморија, кој ве следи насекаде. Од паметното огледало дома, па преку екранот во автомобилот, се до компјутерот во канцеларија. Буквално насекаде. Нашата цел денес е да навреземе длабоко во овие документи, во визијата на производот и техничките предлози, за да разбереме како во екосистем е замислен да функционира. И ќе го гледаме од три агли. Креаторот, платформата и корисникот. Токму така. Да. И тој проблем што го спомна е нешто што сите сме го почувствувале. Денешните дигитални асистенти се, целосно се фрагментирани. Да, тотално. Сири на телефонот нема поим што сте ја прашале на вашиот HomePod пред 5 минути. Секоја интеракција е како да почнувате од нула. Секој пат одново. Токму така. И документите на OpenHuman тргнуваат баш од оваа основна фрустрација. Тие не се обидуваат да направат само уште еден паметен четбот. Не, ова е нешто повеќе. Тие се обидуваат да изградат еден постојан, континуиран дигитален ентитет. А тоа е фундаментална разлика. Во ред, ајде да го отпакуваме ова. Првото прашање што ми паѓа на памет кога читам ваква амбициозна визија е зошто токму сега? Да, тајмингот е клучен. Што се сменило во технологијата што го прави ова возможно денес, а не пред, да речеме, 5 години? Документите се прилично смели тука. Велат дека 3 клучни технолошки револуции се веќе завршени. Прво, го имаме мозокот. Во голема мера решен. Значи, веќе имаме основа за интелигенција. Апсолутно. Овие модели можат да разбираат комплексен јазик, да расудуваат, дуи да одржуваат кохерентни разговори на долги патеки. Како што велат во документите, дигиталните луѓе веќе не се глупави. Тоа е основата. Потоа го имаме гласот. Технологиите за претварање на текст во говор, или TTS, станаа неверојатно добри. Неверојатно добри. Компании како Eleven Labs создаваат гласови кои имаат природен тон, емоционална интонација. Речи си е невозможно да ги разликуваш од човечки глас. Да. Значи, веќе не звучат како роботи од научно-фантастичните филми од 80-тите. И третото парче од сложувалката е лицето, визуелниот изглед. Напредокот во компјутерската графика и 3D скенирањето со алатки како MetaHuman на Epic Games овозможува креирање на фотореалистични аватари. Значи, имаме паметен мозок, природен глас и реалистично лице. Да, ама проблемот е што овие 3 работи постојат во изолација. Тие не се поврзани во еден жив дишечки ентитет. Чекај, тука станува навистина интересно. Имаме мозок, глас и лице. Звучи како да имаме се што е потребно. Каде е тогаш проблемот? Што недостасува? Оно што документите го нарекуваат последното тесно грло. Движењето и гестикулацијата. Аха. Ова е неверојатно тежок проблем за решавање. Помислете на тоа. Кога зборувате, вашите гестови, изрази на лицето, движењето на телото, сето тоа е во совршена синхронизација со емоцијата и ритмот на вашиот говор. Не е само зборот, туку како го кажуваш. Точно. Иста реченица може да ја кажете со десетина различни гестови, во зависност од тоа дали сте возбудени, лути, тажни или саркастични. Не постои едноставна формула, ако кажеш Хикс, направи го гестот Y. Значи, традиционалните методи, како motion capture, каде што снимате вистински актери, тие не функционираат за вештачка интелигенција во реално време. Воопшто не. Тоа е прескапо, пребавно и воопшто не е скалабилно. Не можете да снимите секој можен гест за секоја можна реченица. Нема шанси. И токму затоа денес имаме ситуација каква што имаме. Повеќето дигитални луѓе, тие се само текст. Или некој 2D аватар. Или во најдобар случај
3D модел што е статичен. Дури и 3D моделите, тие само стојат таму вкочанети, повторуваат една иста анимација одново и одново и изгледаат, како што добро кажале во изворите, едноставно бездушно. И токму во тој пазарен јас влегува OpenHuman.ai. Тие се позиционираат како првиот отворен пазар за дигитални луѓе. Да, аналогиите што ги користат се многу моќни. Како што App Store е за апликации и Shopify е за e-трговија, така OpenHuman.ai е за живи дигитални луѓе кои зборуваат, се движат и, што е најважно, помнат. А бизнес моделот што го предлагаат е веднаш препознатлив. 70% од приходите одат за креаторот, 30% за платформата. Класичниот 70-30 модел. И тој сооднос 70-30 не е случаен. Тој е истиот модел што го воспостави Apple со App Store, кој стана индустријски стандард. Тоа веднаш создава доверба кај креаторите. Апсолутно. Со усвојување на овој модел, OpenHuman веднаш им сигнализира на креаторите. Го зборуваме вашиот јазик, ги разбираме вашите потреби. Тоа е психолошки потек колку што е и финансиски. Добро, тоа има смисла. Значи, целиот екосистем е изграден врз 3 столба или 3 улоги, како што ги нарекуваат. Креатор, платформа и корисник. Вај, треба да ги разгледаме сите 3. Мислам дека треба да навлеземе во секоја од овие улоги поединечно. Да почнеме со креаторот, што точно треба да направи некој за да создаде и објави дигитален човек на оваа платформа. Креаторот е одговорен за 3 клучни компоненти. Прво, личноста. Значи, карактерот? Тачно. Ова во суштина значи поврзување со API на некој голем јазичен модел и дефинирање на карактерот, тонот на комуникација, доменот на знаење. И правилата за меморија, дали ќе биде духовит, сериозен. Да, стручен за одредена област. Сето тоа го дефинира креаторот. Второ, секако, е изгледот. 3D моделот на лицето, телото, текстурите. И трето е однесувањето. А што спаѓа тука? Па тоа вклучува правила за тоа како дигиталниот човек реагира емоционално и како е свесен за контекстот на интеракцијата. Тоа звучи доста технички. Дали еден независен уметник или писател би можел да го направи ова сам? Тоа е добро прашање и се чини дека OpenHuman размислувале за тоа. Еден од клучните делови на нивната стратегија е да обезбедат цела палета на бесплатни алатки. За да го намалат прагот за влез. Токму така. Да го намалат техничкиот товар. Нудат основни 3D шаблони, машки, женски, неутрални, кои служат како почетна течка. Имаат веб-базирано Creator Studio. Некој вид 3D уредник во прелистувачот. Да, и дури и специализирани алатки кои му возможуваат на креаторите лесно да завиткат прилагодено лице врз постоечки модел. Целта е јасна – да им овозможат на креаторите да се фокусираат на креативноста, а не на техничките детали. Во ред, значи имаме модел 70-30, кој е примамлив, и алатки кои го олеснуваат процесот. Но во документите има една реченица која ми остави впечаток. Креаторите не продаваат датотеки, тие продаваат искуство. Да. Мене тоа ми звучи малку како маркетинг говор. Што всушност значи тоа во пракса? Тоа е одлично таршење. Разликата е во тоа што кога купувате дигитален човек на оваа платформа, вие не преземате 3D модел или софтверски пакет. Не е статичен производ. Не е. Вие купувате пристап до постојано еволуирачки ентитет. Креаторот може да ја надградува личноста, да додава нови знаења, да го менува изгледот со текот на времето. Значи, мојот асистент може да се менува. Точно. Искуството што го имате со тој дигитален човек на првиот ден може да биде различно од искуството по 6 месеци. Затоа ценовните модели се флексибилни, еднократно купување, месечна претплата, креаторот не продава статичен производ, туку динамична услуга. Тоа е суштината. Сфаќам. Значи, креаторите го создаваат умот и телото, а за да се овозможи сето тоа, тука доаѓа втората улога – платформата. Да, инфраструктурата.
OpenHuman.e не создава своји дигитални луѓе. Тие ја градат, како што велат, инфраструктурата. Го градат патот и ја обезбедуваат струјата. И таа струја има два клучни технолошки столба. Првиот е нивниот AI Motion Synthesis Engine. Тајната состојка. Токму така. Ова е нивното решение за оној проблем со бездушните аватари. Тоа е систем кој во реално време анализира што се зборува, како се зборува, тонот, емоцијата, ритмот. И врз основа на тоа генерира движење. Да, генерира природни движења на телото, рацете и изрази на лицето. И сето тоа се случува речиси моментално, побрзо од трепнување на окото, што е клучно за да се избегне оној неприроден, доцнечки ефект. Тоа е она што ги прави да изгледаат живи. Апсолутно. Но колку и да е тоа импресивно, во документите велат дека вториот столб е нивната вистинска убиствена карактеристика. Тоа е нивниот контекст Synchronization System. Систем за синхронизација на контекстот. Да. Што е тоа? Ова е вистинскиот скок напред, затоа што без ова имате само збирка на паметни чет-ботови на различни уреди. Изолирани разговори. Точно, со ова имате врска. И токму таа врска е она што ги прави луѓето да се враќаат. Не е технологијата, туку чувството на континуитет. Овој систем е лепилото што го држи целото искуство заедно. Ајде да го разложиме тоа. Што точно се синхронизира во реално време на сите мои уреди? Ако зборувам со мојот асистент на телефонот, а потоа се префрлам на лаптопот, што точно се пренесува? Се што е важно. Прво, историјата на разговорите. И краткорочната и долгорочната меморија. Второ, корисничките преференции, што асистентот ги учи со текот на времето за вас. Моите навики, што сакам, што не сакам? Точно. Трето, контекстот за локацијата. Асистентот знае дали сте дома, во канцеларија или на јавно место и може да го прилагоди своето однесување соодветно. И секако ги следи задачите и потсетниците. И сето ова се случува во позадина, речиси инстантно. Да, така што за вас, како корисник, нема никаков прекин. Разговорот само продолжува. Неверојатно. Значи, зборуваме за дигитален асистент, кој всушност ке се сеќава дека пред 2 недели му кажав да не ми предлага италијанска храна. Да. Тоа само по себе звучи како научна фантастика во споредба со она што го имаме денес. Токму тоа е поентата. Ова ја менува интеракцијата од трансакциона, поставуваш прашање, добиваш одговор, крај на приказната. Во релацијска. Точно. Градиш однос со постојан ентитет кој учи и се развива заедно со тебе. Значи, имаме креатори кои создаваат и платформа која овозможува, но клучното прашање е како се тоа изгледа и се чувствува за личноста која всушност го користи. Искуството на крајниот корисник. Да, како изгледа еден ден во животот со ваков асистент? За среќа, изворите даваат еден многу детален пример со асистент по име Амеј. Ајде да го поминеме тој ден. Да почнеме од утрото. 7 часот дома. Ејми се појавува на вашето паметно огледало, додека се подготвувате за денот. Добро утро. Ве поздравува и ви дава предлози за појадок врз основа на тоа што знае дека го сакате и што имате во фрижидер. И ве подсетува на важниот состанок што го имате во 9 часот. Потоа, во 8 часот, влегувате во автомобилот. Ејми се појавува на екранот на автомобилот. И веднаш продолжува таму каде што застанавте. Може би ќе каже, патем, додека возиш, да ја финализираме листата за пазарење за попладне. Нема ресетирање, нема како можам да ви помогнам, разговорот само тече. Истовремено ве предупредува за сообраќајот на вашата рута. Да, тој мал детаљ е се. Тоа што разговорот не се ресетира е она што го прави да се чувства природно. Апсолутно. Потоа, во 9 часот, стигнувате во канцеларија. На вашиот десктоп компјутер Ејми веќе ги има прикажано 3 најважни задачи за тој ден. Доаѓа време за ручек, 12:30, чекате на автобуска станица, го вадите телефонот. И AI, свесна за вашата локација и за тоа што е пладне, ви предлага виетнамски ресторан на 200 метри од вас, бидејќи знае дека сакате таква храна.
персонализирано и контекстуално. Приказната продолжува и попладне. Во 18 часот влегувате во супермаркет. Скенирате QR код на влезот и AI се појавува на еден од јавните киосци во продавницата. На јавен уред, Да. И ја прикажува онаа листа за пазарење што ја правевте наутро и ви овозможува да ги штиклирате работите додека ги ставате во количката. и за крај, во 20 часот се враќате дома. Седнувате пред паметниот телевизор. Истата AI се појавува, ве поздравува и ви предлага филмови врз основа на она што сте го гледале во минатото. Значи, да резимираме, истата AI на повеќе од 7 различни уреди во еден ден. Со непрекинат контекст. И безпрекорно префрлање меѓу уредите за помалку од 2 секунди. Ова е искуството што го ветуваат. И тоа не носи до пошироката визија. Целта е сеприсутност. Документите набројуваат огромна листа на поддржани уреди. Десктоп, мобилни, веб, паметни IoT уреди како фрижидери и огледала, автомобили, јавни киосци. И во иднина, носливи уреди. Да, во иднина дури и паметни очила и часовници. Идејата е вашиот асистент да биде достапен секаде каде што има екран и интернет конекција. Сето ова води до една многу смела изјава што ја најдов во еден од документите за визија. Тие велат: во следните 10 години луѓето нема да комуницираат со апликации. Тие ќе комуницираат со суштества, beings. Тоа е голема изјава. Тие имаат за цел Open Human да стане оперативен систем за овие дигитални суштества. И потенцијалните примени одат многу подалеку од лични асистенти. Во изворите се наброени неколку области кои се зрели за ваква технологија. Во образованието зборуваме за персонализирани виртуелни тутори. Кои се прилагодуваат на стилот на учење на секој ученик. Точно. Во здравството тоа би биле асистенти кои помагаат во следење на хронични болести или подсетуваат за терапија на еден многу почовечки начин. Можем да го замислам тоа и во трговијата. Наместо да барате вработен во голема продавница, може да имате виртуелен продавач на киоск. Кој знае се за производите и ги знае вашите преференции. Да. Апсолутно. Или во забавата, замислете интерактивни ликови во видеоигри кои навистина ве паметат и реагираат на вашите одлуки на уникатен начин. Или виртуелни инфлуенсери. Точно. Виртуелни инфлуенсери кои можат да водат индивидуални, персонализирани разговори со милиони своји фанови истовремено. Кога ќе се спојат сите овие делови, станува јасно дека ова не е само уште еден четбот. Не, ова е обид да се изгради цела економија околу дигиталните луѓе. Не се работи за создавање на еден производ, туку за овозможување на цел екосистем. Во ред. Мислам дека ја добивме целата слика. Пред да завршиме, ајде да направиме едно брзо резиме. Да ги сумираме клучните точки. Значи, имаме платформа наречена openhuman.ai, која се обидува да го реши последниот голем предизвик за созвавање на реалистични дигитални луѓе, природното движење и гестикулацијата. Да, последното тесно грло. Но уште поважно, тие градат цел екосистем околу тоа, сличен на App Store, каде креаторите можат да создаваат и продаваат своји дигитални луѓе. Со моделот 70-30. А клучот на целата идеја, она што го прави сето ова посебно, е создавањето на еден постојан, синхронизиран асистент, кој ве следи насекаде, на сите уреди, со една иста меморија и личност. Токму така. И во текот на сите овие документи што ги разгледавме, еден збор постојано се повторува. Однос. Однос, не интеракција. Точно. Целта е корисниците да градат односи со овие дигитални ентитети, не само да ги користат како алотки. И ова, кога ќе размислиме, покренува едно многу важно прашање за иднината, кое оди подалеку од самата технологија. А тоа е? Што значи за нашето општество, кога примарната интеракција со технологијата ќе се префрли од користење алатки, како што се апликациите денес, кон градење односи со постојани, паметни и емоционално експресивни суштества кои помнат все што сме им кажале.